Добар ден, драги гледачи, вие сте во најновото издание на Откриени тајни. Ги обработуваме 24 карактеристики на генијалците кои што ги има откриена доктор Алфред Бариус. Поколку сте нови, во овој серијал ви упатувам на претходните епизоди кои што може да ги најдете на мојот YouTube канал или на Facebook страницата. Она за кој што дискутираме се 24 карактеристики на генијалците кои што доктор Алфред Бариус ги има откриени. Тој во 1918 година ми издадена публикација во која што говори за овие 24 карактеристики на генијалците кои што се фактички карактерни особини кои што секој еден човек може да ги развие. И тоа е целта на овој серијал и оваа емисија, да помогнеме да се промовираат овие карактеристики и на некој начин да ги вградиме во нашиот карактер со цел подобро и полесно да успееме, поради тоа што генијалци не се само генијалци од типот на Ајнштајн или Никола Тесла, генијалци се луѓе кои што имаат добар, успешен, креативен живот. Она кое што ќе го обработуваме во оваа емисија е една од карактеристиките, тоа е имагинација. За мене една од најбитните карактеристики, поради тоа што преку имагинацијата, преку сонувањето, преку целите, ај така да кажам, ја менуваме иднината и ја менуваме реалноста. За мене најбитна карактеристика, односно една од најбитните карактеристики, ако сите се битни, но мене ми е многу драги. Поради тоа би сакал да ви ја пренесам точно и прецизно, па ќе ја прочитам. Вели вака: имагинација. Генијалците повеќе од било кој друг знаат како да мислат на нови начини, да ги гледат нештата од различна перспектива. Расчистете ја својата ментална околина за да го развиете овој вид на имагинација. Секој ден дајте си време да мечтаете, да фантазирате, да отпловите во некој сопствен убав свет, онака како што правевте кога бевте деца. Сега често пати имаме полемика на темата дал треба премногу да сонуваме, дал е добро премногу да сонуваме, дал не е добро, дал сме подобро да бидеме реални, дал не е добро да бидеме реални, но она што е за мене барем вистина е дека реалноста секогаш ја менуваме преку имагинација, преку сонување, преку цели. И поради тоа и мислам дека е многу битна карактеристика затоа што е начин како да ги промениме работите во нашиот живот во колку не ни се допаѓаат. Кои имаме некои ситуации, дадени состојби во животот кои што не се најсоодветни, првото нешто што треба да го направиме едноставно да размислиме, да имагинираме како ќе го промениме тоа. Секој дневно го користиме ова, иако можеби не сме свесни дека станува збор за имагинација. Дури и самото перење на автомобил. Едноставно ми е прљава колата, сакаме да испереме. Прво треба да направиме имагинација, прво треба да добиеме некоја идеја дека сакаме чист автомобил, чиста кола и после тоа доаѓаат акциите кои што мораме да ги превземеме за да стигнеме до целта. Секако дека не е добро само да фантазираме и само да мечтаеме, а без при тоа да правиме конкретни чекори кои што ќе не однесат во постигнување на целта. Поради тоа и секогаш зборам со луѓето со кои што работаме дека кога ќе поставите цел, она што е најбитно е да разложиме целта на мали цели кои што ќе можеме секојдневно едноставно да ги одработиме во форма на задачи за секоја завршена работа на крајот да дојде да комплетира врвната или главната цел, можеби таа е цел за година дена од сега. Имаат луѓе кои што имаат 5-годишни цели, 10-годишни цели и така натаму, нешто за кое што сонуваат, нешто кое што едноставно сакаат да постанат, сакаат да бидат најдобри и така натаму. Поради тоа имагинацијата е многу битна. Имагинацијата е фактички над фактот. Ако видиме дека сето ова кое што е реално е факт, ајде да кажеме реалноста е фактот, фактичката ситуација каква што е. Можеби фактичката ситуација, немаме доволно финансии. Или можеби фактичката состојба е, имаме лош однос со вработените или со луѓето или со околината околу нас. Или фактичката ситуација е дека, можеби треба некои работи да ги направиме подобро во секојдневието. Фактите се менуваат секогаш прво со имагинација. Имагинацијата е чекор пред фактот. Ако не имагинираме и не тргнеме кон тој сон, не можеме да направиме реално. Се ова што е реалност тука е поради тоа што сме сонувале предходно да биде тука. Дал станува збор за оваа емисија, дал станува збор за оваа телевизија, ја знам кога прв пат почнував да имам соништа и идеи за откриени тајни и секако дека беше само план, само идеја и еве станува реалност секоја сабота и репризата е во недела. Но и за се друго е така. За да ја смениме реалноста, прво нешто што мора да направиме да имагинираме. Поради тоа имагинацијата е секогаш над фактот. Гледате, ако сакаме да бидеме подобар човек, ако сакаме да бидеме, повешти во тоа што го правиме, прво нешто што треба да го направиме да се замислиме во таа подобра варијанта. Секако дека подосна реков дека има чекори, обуки, тренинг, сето тоа треба фактички
и физички да го превземеме, за да можеме да дојдеме до реализирање на сонот. Но сонот е првото нешто од кое што се трга. И поради тоа, многу е битно да не ги инвалидизираме соништата на другите луѓе, да не си ги инвалидизираме своите соништа, но исто така да не ги инвалидизираме и соништата на другите луѓе, поради тоа што се почнува преку сонот, се почнува преку мечтата, се почнува преку целта. Имате дадена ситуација некогаш, гледате, пак е поврзано со емоциите, во претходните емоции зборев за емоции, во претходните епизоди зборев за емоции и емоциите исто така налагаат како ја гледаме иднината. Тоа е тоа што го кажав. Гледате ентузијазам, кога имате некој човек кој што е високо со емоциите, тие се повеќе во иднината и сакаат нереалните работи ги гледат на некој начин како реални, поради тоа што едноставно визуализираат, имагинираат, влагаат во акција и го креираат тоа што можеби никој друг не се ни осмелува да го сонува, и затоа и се генијалци, едноставно не се плашат од сонот. И знаете што, па не мораме секој сон да го направиме реалност, но не е ни добро само ако сонуваме без притоа да преземаме физички акции како да ги реализираме нашите соништа. Но како паѓаме со емоциите, на некој начин почнуваме се плашиме да сонуваме. Знаете зашто? Поради тоа што сме сонувале, сме имали илузии, сме имале мечти, сме сакале нешто да промениме, сме сакале нешто да направиме. Не знам, сме биле со девојката за да успе бракот и едноставно таа илузија која што била на почетокот не успеала. На крај, бум, имаме загуба. Гледате, загубите, поразите, разочарувањата, се тоа се складира во нас. Тоа веќе го знаете од претходните епизоди. И она што се случува е дека луѓето прекинуваат да сонуваат, поради тоа што се плашат дека повторно ќе настане пораз. Но она што го кажав, дека првото нешто кое што мораме да му го дадеме на животот е целта и сонот, иначе сме цело време во секојдневието. И знаете што? Зборам честопати за тој наш универзум. И ако сме ова ние, видите, нашиот универзум се нашите соништа, нашите планови за живот. Ова е нашиот план за нашиот живот. Ете, планот за нашиот живот се мислите, сликите, имагинацијата, сето тоа што сакаме да го визуализираме, да го видиме после некое време дека е реализирано во факти. Тоа е играта на животот, фактички. Гледате, имаме цел, имаме препреки, но имаме и начини и можности како да ги надминеме препреките, да ја реализираме целта. Воколку ги загубиме тие соништа, тој наш универзум, тогаш стануваме подредени секогаш на физичкото универзум. Физичкото универзум е се ова што е околу нас и тогаш живееме ден за ден, многу лесно сме надразливи, напнати. Знаете, почнуваме се плашиме за иднината, поради тоа што немаме контрола врз иднината. Зошто немаме контрола врз иднината? Поради тоа што немаме сон. Гледате, ако немаме сон, ако немаме цел, секогаш ќе се плашиме за иднината поради тоа што не знаеме каде идеме, поради тоа што некој друг ќе ни искрива таа иднина. Ако ние не ставиме иднината за нас таму, тогаш ќе бидеме подредени на некоја туѓа иднина, на некоја туѓа слика, на некоја туѓа визуализација која што можеби на нас не ни одговара. При тоа е многу битно да го изградиме тој наш универзум. И тој наш универзум се нашите афинитети, се нашите желби, се нашите сваќања, се нашите нереалности, да ги кажам, кои што сакаме да ги претвориме во реалност. Што се случува во секојдневието? Поврзано со комуникацијата, пак ќе кажам, кои имаме пониски емоции, некојаш ќе му презентирате оваа цел овој план на, не знам, сопружникот до вас или на некој пријател или на шефот на работа, еднаш ќе го кажете ентузијастично, што и да е, некојаш имаме луѓе кои што повеќе ќе гледаат во препреките отколку во целта. И не треба да им замериме. Гледате, главното мото во емисијата секојаш што го збораме, разбирањето на другиот ви дава слобода. Секојаш кога се бориме против туѓата реалност, тогаш имаме проблем. Но треба да го разбереме умот, треба да го разбереме човекот, треба да разбереме дека тие имале порази, но ако на некој кој што е во тага или на некој кој што е конзерватизам, ентузијастично премногу му презентирате нешто секако дека ќе го исплашите. Знаете зошто? Поради тоа што тој веќе еднаш сонувал. Имал разочарувања и сега она што го знае е дека не треба премногу да сонува, дека не треба и другите премногу да сонуват, и верували или не, со најдобра намера некогаш и гледа во стопот за да ве предупреди дека можеби и вие ќе добиете разочарување поради тоа што можеби тој веќе еден го добил, поради тоа што гледа работата од својата перспектива. И не дека има лоша намера, пак ќе кажам, но има можеби свој страв кој што едноставно го презентира таму како можна шанса за неуспех. Но гледайте, многу е битно еден човек, еден генијалец да верува во себе, во својата слика, во своите планови, во тоа што е тој. Често пати
во оваа емисија сакам да се обратам малку поради тоа што има многу интерес околу негативните емоции, околу зашто имаме негативни идеи, зашто ги губиме нашите соништа, зошто не можеме да ги реализираме соништата кои што ги имаме. Гледате, сет потекнува од сигурноста наша. Сега како почнуваме да ја губиме нашата сигурност? Гледате, ако сме ова ние, и одеднаш имаме некоја сигурност поврзано со нас, а тоа е можеби дека, не знам, дека сме добри, или дека возиме добар автомобил, или дека сме добар раководител, или дека сме добар камерман, или дека сум добар презентер, или дека емисијата е добра, што и да е, сме изградиле некој став поврзано со нас. Гледате, имаме една идеја, друга идеја, трета идеја, четврта идеја. Ова се идеи, да кажеме, кои што секој човек ги има поврзани со себе. Како мислам дека треба да изгледам, како мислам дека е соодветно дека треба се направи емисијата, како треба мојот живот да изгледа, кои се моите идеи за иднината. Сето тоа е поврзано лично со некој индивидуа. Сите луѓе се различни. Ќе имаме различни луѓе, пак ќе кажам, не да ги окривуваме, да ги обвинуваме, да се бориме против нив, да ги разбереме. Поради тоа што секој си има и можеби секој бил претходно, луѓето биле толку ентузијастични, пак ќе кажам, имале некои разочарувања, спуштени се на пониско ниво. И она што се случува е можеби, видите како настанува некоја инвалидизација. Инвалидизацијата може да биде многу директна. Ти ништо не знаеш, тебе не те бидува за ништо. Биди поприземен, или може да биде на некој начин малку поскриена. Знаете, може некој да ви каже: "Абе, добра беше емисијава. Те гледам се трудиш, ама ај наредниот пат подобра ќе испадне." Знаете, на некој пријателски начин сака да ви пренесе нешто као конструктивно, ствари е на некој начин е инвалидизација. Но она што се случува е дека луѓето градат слика за себе, градат некои стабилни точки во врска со себе за својот карактер. Ајде да кажеме, не знам, можеби човеков мисли дека е добар шофер или дека изгледа убаво и дека знае да си одбере добра облека или што и да е. И доаѓа некој друг човек и однаш почнува да го инвалидизира и да го критикува баш тоа за кое што тој чувствува дека му е битно или дека е сигурен во тоа. Еднаш може да имате околина која што од нивната точка на гледиште може би сака да ви помогнат, но може би вие не го доживувате тоа како добра критика или добар совет. И однаш почнува да ти кажа: "Знаеш што, ама не изгледаш најдобро, гледај како возиш, ти не си добар шофер." И одеднаш тие работи кои што го креираат вашиот простор фактички, знаете, вашиот универзум, креираат нашите идеи во врска со нас. Каков сум, што сакам, што е добро, што е лошо, што е позитивно, што треба да искривам. И однаш имате некои луѓе, однаш ќе ударат по тие работи кои што се битни за вас. И однаш тие точки, ќе ми направат мала несигурност на таа тема. Ама дал јас добро возам? Дал сум добар предавач? Дал се моите емисии добри? Дал е мојот начин на раководење како што треба? Дал исправам или не? И однаш почнуваме да се замислуваме. Тогаш тој простор кој што го имаме преку нашите идеи, нашите ставови за нас, доаѓа тука и почнуваме да имаме конфузија. Гледате, немаме веќе сигурност, немаме стабилност, туку почнуваме да имаме колебање, конфузија, прашалници, несигурности. И што правиме? Почнуваме да ги консултираме секојаш другите, што е најдобро, и тоа е во основа несигурноста кај еден човек. Но она што треба да запамтиме е за да оваа точка во која што сме верувале да дојде до нас тука, а не тука, треба да се сложиме со критиката дека е така. Ако ние кажеме дека не сме добри или знам дека сум добар можеби презентер, ама одеднаш почнам да верувам во критиките дека не сум, или дека емисијата не е најдобра, или дека секојаш може, гледате, некојаш тоа е кажано стварно со добра намера, и треба да разграничиме, затоа што стварно има конструктивни критики. Ја тоа го знам. Но многу често намерата и идејата како се комуницира, тоа го подразбирате и го чувствувате, поради тоа што знаете дека е пријателски. Некојаш под превезот на пријателството или на што и да е, некојаш се јавуваат критики кои што малку не се добри, но пак ќе кажам, не значи дека треба да ги прифатиме. Треба да имаме на некој начин селектирање на што е тоа кое што околината ни го кажува, за да го прифатиме и да се подобриме, или едноставно ќе го отфрлиме поради тоа што мислиме дека нашиот приод и нашиот начин е подобар.
Една од карактеристиките на генијалците знаат да кажат кога сгрешиле и знаат да прифатат одговорност дека можеби нештото не го направиле на најдобар начин. И тоа е една од карактеристиките на генијалците. Но друга карактеристика на генијалците е навистина дека веруваат во својот сон, веруваат во тоа што се тие. Ако ве вратам повторно на она кој што го зборувавме, биди, прави и имај. Гледате, ова е биди. Ова сме ние. Вербата, идеите, заклучоците за нас. И одеднаш некој ќе го побие некој факт во кој што ти веруваш, кој што е добар за тебе, можеби кој што ти ја гради својата сигурност, ќе те убеди дека грешиш постојано, дека не си исправен, дека не си добар. И на тој начин почнуваме да едноставно го губиме тој простор, таа сигурност, нашиот идентитет, суштествувањето, постоењето. И тогаш, наместо да правиме акција и да го имаме резултатот и целта, тогаш почнуваме да се сомневаме во нас, тогаш почнуваме да се колебаме и тогаш имаме несигурност. И како што кажав едно од претходните емисии, почнуваме премногу да мислиме. Ете, луѓето кои што премногу мислат и кои што цело време се само инвалидизираат. Знаете, имате луѓе, ќе им даете комплимент. На некој девојка ќе речеш, гледај колку убаво изгледаш. Ја убаво изгледам. Се здебелив, коса не ми е нашминка, не сум како што треба. Одеднаш ни комплиментот не може да го прифати како таков. Првото нешто кое што треба да го вратиме, за да можеме да имаме сонување, имагинација, илузија, е вербата во себе, но исто така и вербата во нашиот сон. Гледате, се е во посегањето. Ако сакаме нешто да имаме, мораме прво да посегнеме. Некојаш во околината имаме некој кој што ќе те удри по рака и ќе те направи несигурен да посегаш. Посегањето не е само физички. Посегањето и комуникација. Можеби сакам да пеам многу и одеднаш, не знам, ќе запеам и некој рече, абе гледај како пееш, абе ајде прекини боље да не пееш. И одеднаш се повлекуваш. Сето тоа изгледа убаво, можеби со хумор во тој момент, но е спречување во посегањето. И ова нема да идам се во банални работи, но идам на крупни работи, каде што, знаете, едноставно, гледате ги децава, посегаат, имаат секаков простор, колку се. И на што ги учиме, за жал, немој тоа, не фаќај тоа, пази ова, пази она, пази ова, чекај се, седи тука, биди мирен, најдобро е ако си мирен. Не значи дека не треба да направиме безбедна околината за нив, да не се повредат, но многу е битно во животот на еден човек да има поддршка, да посега, за да биде, за да освои, за да успее, за да достигне. Начинот на кој што ќе го направите, сите тие кои што го обкружувате тој човек и таа индивидуа, зависи од тоа дали ќе имаме генијалец или не. Ја мислам дека секој се раѓа како генијалец. Склоп на околности е да во околината некојаш имаме луѓе кои што имаат своји стравови, своји разочарувања, своји несигурности, своји сомнежи и пак ќе кажам многу често баш не е со лоша намера. Ги наметнуваат тие стравови, сомнежи, повлекување од животот, непосегање, немој многу, не барај премногу, биди скромен. Не значи дека не треба да бидеме скромни на аспект на тоа да ги инвалидизираме другите, но животот е игра и мораме да поставиме цел, мораме да имаме имагинација, мораме да имаме сон. Едноставно, на тој начин ја менуваме реалноста и на тој начин сме задоволни, на тој начин сме среќни, на тој начин сме успешни. Зборува во едно интервју за среќата, за љубовта, на која не сум среќен. Не можам да еманирам среќа и љубов кон околината. Поради тоа е битен тој свој универзум, тој свој став, тие своји точки на сигурност. Апел за сите оние кои што не следат. Верувајте во работите кои што знаете дека ви помогнале да успеете. Секој човек си ја гледа животот низ своја перспектива. Често пати се во право луѓето за многу работи кои што ни ги кажуваат. Многу поуспешни ќе бидат ако го откријат правиот начин како да не мотивираат или како да допрат тие позитивни критики до нас. Мислам дека тоа е почесто проблемот. Знаете, имате некојаш луѓе ќе кажат, ама јас сум многу реален човек. Што значи тоа? Ќе го прашам. Ама јас сум многу реален затоа што му ги гледам маните и негативностите и сите работи кои што не се добри за неговиот карактер, сакам да му помогнам. Океј, ама ако си реален и ако си објективен, дали ги гледаш и
позитивните работи кои што тој човек ги прави. Ете, ако ги гледате и позитивните работи и ги кажувате позитивните работи, при тоа да кажете повеќе позитивни работи за некој човек отколку негативните, тогаш овој простор и тој универзум расте, сигурноста ни расте. Знаете како ни расте сигурноста? Со давање на потврда. Поради тоа што јас сум изградил за мене дадени работи кои што јас мислам дека се факт. За да не се чувствам омаловажено, инвалидизирано, многу е убаво да ми се понуди друг факт или нешто подобро на начин на кој што можеби ќе можам јас да го видам за да го прифатам и за да успеам. Но ако при тоа се бутне ова, се бутне ова, за кое што имам сигурност и во кое што верувам, тогаш мојот простор, тоа што сум, почнува да колабира, паѓа, почнувам да бидам несигурен, замислен, неам простор, неам акција, неам цел, неам реализација. Сето ова што го кажав, знам дека едноставно, можеби поголем број од луѓето ќе се најдат во сето ова, кажано е со добра намера и знам дека луѓето, пак ќе кажам, во главном се трудат да помогнат, има добра намера за да им помогнат на другите луѓе. Приодот е тој кој што едноставно треба се пронајде кој е најдобриот за да може еден човек да прими критика и да може да ја коригира едноставно грешката која што ја прави. Но, како што реков, сите сме и во истата замка и големината на човекот е да продолжи да ги слака своите блиски, своите пријатели, со тие кои што се наспроти едноставно можеби сите работи кои што од нив доаѓаат кои што се негативно упатени кон нас. Затоа што сите сме во истата замка. Ако некој е негативен кон мене и ја почнам да му враќам со негативност, тогаш нема многу успех и едноставно нема прогрес нагоре. Не е битно дал сум ја управо или тој управо, битно е да е исправно, а исправноста се состои од општиот успех, доброто, комуникацијата, љубовта, хармонијата, среќата, похвалбите кои што секој еден човек би бил убаво да ги има во својот живот како дел од својата околина. Ви посакувам убав саботен ден, за тие што ја следите репризата неделен ден. Сонувајте, поради тоа што во моментот кога последниот сон го губиме, тогаш нешто кое што е духовно, кое што е ментално од нас почна да се губи и стануваме едноставно многу повеќе роботски ги правиме работите во секојдневието и сме загрижени поради тоа што не поставуваме иднина кон која што итаме, кон која што одиме и на тој начин да ја промениме реалноста околку таа не ни се допаѓа. Имајте убав ден.